може би не сега, ама набрзо ќе се соочиме со ова прашање, бидејќи според актите на Советот на Европа, изјаснувањето на расна, етничка или верска припадност е забрането. Расна, етничка и верска припадност. Или, морам да кажам, знам дека е ова во врска со принципот на правична и соодветна застапеност, меѓутоа, кога ги читаме резултатите од скринингот, ве подсетувам, тамо остро се критикува балансерот и се вели дека треба да се преиспита односот. Само да објаснам. Правична и соодветна застапеност во праксата на судовите, па и последната на Врховниот суд на САД, се однесува како почитување на расна, етничка и верска припадност како еден од критериумите, но не како единствен и не како најважен. Многу пати сум рекла дека закони треба за правична и соодветна, во која ќе кажеме што значи тоа, бидејќи во науката тоа значи дека ако се кандидатите изедначени во поглед на стручност и компетентност, предност ќе има подпредставениот, доколку се исти. И никогаш не смее, според судската пракса, тоа да биде само еден вид, да речеме расна, етничка, верска, туку и други. Например, темелна вредност е хуманизам и солидарност, значи посиромашниот, или родот, полот, или ако сакате лице со посебни потреби. Значи мора да го имаме во предвид ова. Јас знам дека ние и на изборите мораме да декларираме заради Комитетот за односи меѓу заедниците етничка припадност и не пишуваат во Советот на Европа дека е тоа крајно невообичаено, бидејќи нели нацијата е имагинарна заедница, луѓето може да декларираат. Може да споредите на нашите пописи, се декларирал на првиот и вториот попис македонец, после се декларирал како турчин, после се декларирал како албанец, верата исто така различна, значи тоа се променливи категории. А ако сакаме да одиме кон ЕУ, ако сакаме да бидеме нормална, стандардна држава, ние мора и стандардите да ги утврдиме овде. Вие сте првиот човек кој што има врска со балансерот, таков изум на планетава нема, особено да вклучите во резидентно население диаспора е непознат феномен. Оти не можете вие да планирате во вработување некој кој што учествува на попис надвор, само до 12 месеци. Значи, јас имам респект кон вас, меѓутоа ве молам скринингот добро да го проанализирате, препораките исто така, мерката правична и соодветна застапеност беше нужна, да, секаде е тоа привремена мерка, додека се обезбеди еднаквост на шансите, но никогаш на штета на стручноста и компетентноста. Џабе ви се напред во поимникот и потоа критериумите, ако етничката или друга припадност е поважна од знаењето. И мислам дека ова треба да го сватите и на таа линија е овде критериумот. Инаку интересна работа, една од надлежностите во заштитата на слободите, права и правата на нашиот уставен суд е членот 9. Тоа е така наречената антидискриминаторска клаузула, дека сите се еднакви граѓани меѓу останатото и без оглед на националната припадност. Никогаш не постапувал, меѓутоа можел, кога најдобриот кандидат не бил примен, затоа што не било допределена етничка припадност. Значи, дури ниво диктаторски системи, дури ниво авторитарни системи, не се случило да има конкурс на кој што ќе пишува само за македонци, или само за албанци, или само за турци, или само за роми. Не може етничката припадност да биде занимање, министре.